Атмосферата во собранието се вжешти за време на репликата на пратеникот на СДСМ Павле Богоевски, кога им порача на пратениците на ВМРО ДПМН дека ќе разговараат за се што опозицијата бара, ама откако ќе го разрешат Зврлевски. Обвини дека ја одолговлекуваат седницата со цел да си ја спасат кожата од затвор. Нема да ви помине, порача Богоевски. Говорот ги испровоцира пратениците на ВМРО ДПМН. Побара процедурално пратеничката Ласковска, но бидејќи му се обрати на Богоевски, спикерот Талат Джафери нареди да се исклучи микрофонот. Од она што можеше да се слушне до местото за новинарите, таа му рече дека немал домашно воспитување и побара да им се извини на пратениците на ВМРО ДПМН. Тон на процедуралната забелешка доби пратеничката Даниела Рангелова. Видно возбудена му порача на Богоевски дека животот е круг и оти поради таквите говори ВМРО ДПМН ќе одолговлекува седницата за Зврлевски. Јас најискрено пред да се вработам во ова собрание мислев дека сум ги наслушал сите глупости што може да постојат, ама очигледно дека не е така. Што правите вели? Ај, воред, сваќам дека не сакате да дојдете во затвор, односно криминалците од вас не сакате, другите ги штитат. Ама овие лаги, овие провокации, сакате да разговараме за пожари, сакате да разговараме за договорот со Бугарија, да разговараме за бегалците и странците, така се викаат, не се викаат мигранти. Ке разговараме од кога ќе биде готов Зврлевски. Колку пати да ви се повтори? Спасување на кожите на дело од вас од затвор е целта на сево ова. Нема никаква врска со демократија. Постојано зборувате пред јавноста зошто се одолговлекувало разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Е заради вакви не говори. Не е процедурално, заради... не може да прашате. Не, ова е процедурално. Па не може да го прашате. Заради ваков однос, вака се однесува и предходните ваши колеги во предходниот мандат и ни се закануваа со специјалното јавно обвинителство. Денес, веќе нема ни да ве викам почитуван колега. Ова што го направивте денеска е дно. Без разлика дали се водело за вас процес или не, што треба сега да ви одговорам нова? Дека вие имате постапка за вас во јавно обвинителство и затоа сакате да се разреши Марко Зврлевски. Двете партии меѓусебно се обвинија за обид за иницирање на нов инцидент во собранието. Илија Димовски апелира до председателот Джафери да го испита својот однос према пратениците на ВМРО ДПМН. Петре Шилегов пак до опозицијата да престанат да го штитат Зврлевски. Нас се поочигледно ни станува дека има тенденција на воведување на собранието во некаков нов инцидент. Тоа се случи пред 2 дена, кога последен пат имавме седница. Тоа на некој начин се случи и денеска со провокациите кои што беа присутни внатре во салата и од страна господинот Джафери и од страна на други пратеници, при што господинот Джафери воопшто не реагираше. И би сакал да го искористам вашето присуство да апелирам повторно, по не знам кој пат, да се доведе под ред работата на собранието во смисла на почитување на деловник, почитување на закон и почитување на устав. Ништо повеќе. Пратениците на оваа партија се инструментализирани и преку обид да направат тотална блокада на собранието, делуваат всушност единствено во заштита на криминалот на нивното партиско раководство. Доколку навистина веруваат дека нивното толкување на членот 8а од изборниот законник е такво какво што е и дека разрешувањето на Марко Зврлевски би било незаконито, тоа е причина повеќе да се повлечат од бесмислените дебати. Предлогот за разрешување на јавниот обвинител Зврлевски го поднесе владата, поради како што се наведува во образложението незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на должноста. Дебатата трае повеќе од месец дена, поради процедуралните забелешки, репликите, контрарепликите и паузите на пратениците на ВМРО ДПМН.